Во Пешавар, Пакистан, верски групи одржаа протести преку кои ги повикаа пакистанските власти да ги поддржат воздушните напади предводени од Саудиска Арабија врз милитантите во Јемен. Тие побара и властите да испратат војска која би се придружила на копнените операции во земјата. Воздушните напади започнаа кога милитантите ја преземаа контролата врз големи делови од Јемен, вклучувајќи го и главниот град Сана. Во Москва, Русија, радикална националистичка група одржа протест пред театарот на уметноста против продукцијата на делото на Оскар Вајлд, идеалниот сопруг. Активистите оставија глава на свиња пред објектот и го повикаа директорот да ја повлече представата од репертоарот. Според нив представата една од најценитите на Вајлд е навреда за верските чувства. Во афганистанскиот главен град Кабул беше одржана театарска представа во знак на поддршка во борбата со дрогата во земјата. Перформансот се фокусира на млади луѓе кои се борат против зависноста. Последните официјални бројки покажуваат дека повеќе од половина афганистанци се зависници од опиум. Неофицијално бројката е 3 пати повисока. Во ирачкиот град Ирбил христијаните ја прославија новата година која започнува на 1 април. Тие исто така презентираа и петиција до Обединетите нации, барајќи право да се вратат во своите домови што поскоро. 10.000 ирачки христијани беа принудени да ги напуштат домовите поради офанзивата на милитантите од Исламската држава. Во Душанбе, таџикистанскиот претседател Емомали Рамон одржа средба со претседавачот на ОПСЕ, српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич. Тие разговарале за парламентарните избори во земјата за кои ОПСЕ испрати остри критики. Според извештајот на организацијата, изборите не обезбедиле еднаков простор на надпревар за сите кандидати, а имало и низа злоупотреби на гласањето.